Добро, овие две теми остана се интересни, не дека не се работи на нив, не се не можам да кажам дека не се посветува внимание, туку се инкорпорирани како способности кои што се трансформираат во некои не како посебно или како отделни тренинзи или како отделно време за трансформација, иако може да се инкорпорираат зависно од спортот, нели? Кога зборуваме за стрелаштво или за, не знам, мечување, тогаш да, мора да се тренираат. Зборувам за прецизност и за равнотежа. И бидејќи прецизност се правим тука, ќе се след. Добро. Овој шаблон долу постојано гледам на секоја моторичка способност да го споменам, убаво е кога се повторуваат работите. И сега може да видите дека на некој начин ова равнотежа, прецизност тука не ми е ставена, но влегуваат во координацијски способности. Затоа што директно зависат од когнитивните способности, нормално и од некои анатомско-физиолошки карактеристики, нели транспортни импулси, задавање на задачи и слично, но сепак се некако врзани со централен нервен систем, со когниција, размислување, местење, и во тој контекст. Како ќе дефинираме прецизност? Значи, повторно, не ги учите дефинициите на памет, треба да ги разбирате, ќе ги заборавите. Се што учите на памет, ќе заборавите. Поентата е во разбирање на нештата, а не во акумулирање на фонд на зборови или реченици кои што немаат, не може вечно да останат на USB. Може, математика 2+2 го потребувате постојано. Ама кодите во текот на денот не зборувате постојано дека прецизност е моторичка способност и карактеристика за изведба на точно насочени дозирани движења. Но самиот термин добро претпоставувате што може да значи, затоа околу него само би требало, јас ги велам на студентите, затвори очи и што е прецизност, дефинира го терминот во било која сфера, да се разбереме, да знам за што зборувам. Значи, терминот прецизност или било која сила, издржливост, да знаете за што зборуваме. Се среќава во многу спортови, споменав некои, не знам, дури карлинг, олимписки спорт, треба да сте прецизни, дури со малиот прст да бутне до една справа на која што лизга по подот, за да може да стаса до центарот, до каде што се насочува. Нели? Дали е дел од координација? Да, некако е координацијска способност, но бидејќи зависи од овој визуелниот апарат или ова сетило за вид, се одвојува и не може да се брои баш како координација. Овој гајч многу интересно, може да го видите од книгите што ги имам наставено. Кај се препознава, кажав некои спортови. И сега, вториот дел е како се дели. Значи, може да се дели, не може туку преку факторска анализа, издвоени се неколку субсегменти на прецизноста и се однесува на прецизност на гајање, значи кога исфрлате нешто, некој предмет, нели? Вториот дел е, втората поделба или вториот простор е прецизност на нишанење, кога не исфрлам дел, но со дел од телото нишанам, или мечување. Може да е. Но ќе го ставиме може да биде во третиот дел, и третиот дел е комбинација меѓу гајање и нишанење. Некако така се одвоени. Битно е да знаете дека постои гајање и нишанење, кога исфрламе нешто и кога пробуваме да изведеме некој движење кое што е прецизно, кое што е, значи, со своето тело, не исфрламе ништо. Може да биде со нога, или со рака, може да биде со тело, треба да поминеш низ одреден простор и така натаму. Исто така може да се
Само да ги испукнем. Се слушаме добро, така не користам слушалки, па морам да проверам. Да, добро. Океј, исто така може да се подели според акционите критериуми, значи да биде во брзи движења и во бавни движења. Например, како што кажува, тенис, пинг-понг, нели, но и гаѓање на неподвижни мети, не дека нема брзина, нели, во шут со нога, фудбално попрецизни, побрзи се, мислам, поголема прецизност е потребно кога треба погодите табла или маса за пинг-понг, нели. Според должината на траење, општи работи се овие, може би долготрајна, се побарува и после 2 часа или во тамо кој сет, трети, пети, да изведете прецизно движење, па на аут линија од тенис и да се земе мечот или турнирот. Или кусо време траење, каде што зависно од спортот може да ќе се побара тоа, нели, ќе се примени тоа што треба да се примени, но во секој случај каков е спортот, такви треба да бидат и вежбите, нели. Овде вели дека добро да може да се прават, секогаш правиме корекции некои кога се работи за прецизноста и секогаш не е потребен фидбек. Не дека, мислам, ке другиве способности имаме фидбек, но бидејќи ова се еднократни движења, тогаш фидбекот доаѓа веднаш после движењето и во тек на тренинг или во тек на надпревар апсолутно може да се направи таа корекција која што ни е потребна. Значи, разликуваме тополошки прецизност на рака, нога, споменав. Исто така зависи прецизноста, како и се во овие координацијски способности, зависи од претходното акумулирање на движења, кои што моторичко искуство, да го кажем, кои што постои кај човекот, така да зависи и од него. Се користат за проценка, особено кога се проценува општата моторика, се користат многу тестови за проценка, за проценка на прецизноста, кај Курилич ги има, значи со рака, со нога. Треба ли да бидеме прецизни кога жонглираме со 3 топчиња? Да, треба да бидеме, иако ќе кажеме дека е тоа координација. Но се преклопуваат на некој начин и може да се одберат и вежби кои што се блиски, но може да се одберат и вежби кои што баш конкретно ја подобруваат прецизноста или ја проценуваат. Многу интересно, само да видам, да, тука се завршам, многу интересно вежба професорот Горан Никовски ќе учите, ќе го се сретнете по рекреација. Например, не знам, може би сте работеле, пинг-понг топче и флаша за, може да пробате дома, флаша за пластична флаша. Ставите пластичната флаша и од озгора флаша. Отворени од озгора ставате пинг-понг топче, ставите на некој далечини, пробајте со испружена рака да удрите чврга на пинг-понг топчето. Со што поголема брзина. Нема да успеете, па доколку не го свитвате лактот. Сакам да кажам дека се препознава, може да се препознае насекаде и може да се задаваат многу интересни работи и вежби кои што се во функција на прецизноста. Дали имате некои прашања во однос на прецизност? Сега навистина ќе бидам брз денеска. Повторно одиме со варијантата дека зборуваме за дефиниција, значи што е тоа прецизност, имате испитно прашање, прецизност, зборувате за 3 работи. Што е тоа прецизност, каква е поделбата, значи неколку поделби кажав, и евентуално како се подобрува, не споменав, значи се подобрува со изведување на прецизни движења, затоа што тој пат меѓу визуелниот анализатор и движечкиве карактеристики што телото ги покажува, се подобрува само на тој начин. Ако сакате да подобрувате максимална сила, се вежбаат вежби за максимална сила, ако сакате да подобрувате прецизност, се даваат вежби за прецизност.
од значи било кој тип дали ќе биде исфрлање, гаѓање или комбинација од некои од овие движења. Океј. Професоре, извини да. да што прекинувам, а сензитивни фази на прецизноста или Чекав да прашам. Бидејќи се блиску до координацијските способности, ама супер размислувате. Бидејќи се блиску, би требало да се задаваат нели уште од рана фаза, да не се пропушти рана фаза во животниот пат на човекот. Да не се пропушти во делот на детство, например, да фалат оваков вид на движење кои што ќе го стимулираат овие механизми, ќе ги стимулираат. Не дека не можете да од основни работи да извежбате меѓу око и фина манипулација со раце, fine motor movements, значи фини моторички движења око рака, да можете да протнете конец низ игла. Значи може се вежба, но сепак добро е да се допре оваа моторичка способност во раната фаза. И тука е нешто пред пубертет, значи обично ги делиме пред пубертет и за време на пубертет, после пубертет е нели веќе нешто друго. Но убаво е на дечињата да им се дава да пробуваат прецизни работи и тогаш се развива, се влијае. Кога ќе дадете прецизност, како вежба се влијае на координацијските способности. Значи нема точно насока кои се тие сензитивни фази во овој дел, но се работи, треба да се започне пред пубертет и во дури не рано детство, но во детство. 8, 9, 10 години, кога може да пазите прецизноста се препознава уште на една година и пол, кога дечињата пробуваат да земат чаша. Значи тој или таа, значи детето за да може да ја земе чашата мора да ги најде тие механизми, значи тоа е да направи потрага внатре и да го реши проблемот. Значи биде прецизно за да може да ја земе чашата. Инаку ако имате ако сте во ситуација да видите дечиња кои што се на многу мала возраст, зборуваме за 8-9 месеци можеби, кога тргнува да ја земе чашата, прави грешка, прави промашување, например на првиот пат не може да ја допре чашата, затоа што не се извежбани први тие моторички и сензитивните но моторичките патишта не се извежбани, но со тек на време се појавува прецизност. Значи постои во уште од најрана возраст, како и некои други моторички способности, ама не можеме да кажеме дека ќе тренираме сила, иако нели со самото придвижување на раката се потребува некоја сила, нели на година дена или и порано, но сепак е добро да се задаваат вежби за општа моторика, каде што имате и сила, и да го издржат, тој не тренинг, туку вежби, 30 на минути, да има и прецизност, да има и вежби интересни за координација и затоа се нарекува вежби за општа моторика и каде дечињата би требало да се задава прецизност уште од рана возраст. Сега, не да биде дека гаѓаме нешто лаки стрела, нели? Но да има нишанење, да има префрлување на топчиња од едно место во друго место, да бидат прецизни, значи од обрач во обрач, наставен на под и некои такви слични движења, се со цел за да се допре тој момент, да не бидат лишени од овие капацитети кои што понатаму ќе им требаат и во животот, но може да бидат и во некој спорт да се искористат. Доколку се работи за конкретно некој спорт, ако е топче, ќе пробам да му дадам да погоди некое импровизирано голче или ракомет исто, или баскет, нели, со преку воздух да ја префрли топката во некој помал сегмент, помал обрачај, да не филозофирам. Така да, супер прашање, не е ставено, но да, се однесува на тоа дека треба од најрано. Сакам ја да прашам уште нешто.
Прецизноста спаѓа во групата на координацијски способности, ама самата не е дел од координација како моторичка способност, така? А да, одвоена е на некој начин, знаете како, таа математичко-статистички методи се многу интересни. Тоа се нарекува факторска анализа, кога пробувате да видите што каков е просторот, латентниот простор во телото на човекот. И сега, ако задаваме тестови за прецизност, тестови за рамнотежа, тестови за силина и така натаму, и тогаш со преку математичко-статистички методи се групираат овие податоци на некој начин кој што се блиску до решавање на некој проблем, например решава прецизност, решава координација, решава сила. И податоците се групираат и методите велат да постои прецизност како одвоен момент, како одвоен домен. И сега ние не сме ставиле, малку подалеку одам, ние не сме ставили издржливост како тестови и велиме нема издржливост. Имаше една фама порано дека издржливоста не е дефинирана како моторичка способност. Мајката. Не сте ги ставиле тестовите таму и не излегле на крајот како механизам некој кој што функционира или латентно. Но прецизноста се појавува како посебен и кекурли се појавува како посебен механизам и се одвојува и сега кога ќе се појави преку доказ, малку апстрактно ви зборувам, но со тек на време ќе ги разберете работите, особено методологија кога ќе се учи и постдипломски кога ќе завршите, кога ќе се запишете, а ја знам дека ќе ги и завршите, тогаш ќе разберете што значи во тој хиперпростор, како се бара математички нешто да се докаже и да кажеме да тоа постои или не постои. И сега прецизноста е издвоена. Преку математика, како фактори се издвоени тие механизми и велиме, чекај се, издвоени се, ама дискусија треба да направиме. Зошто се издвоени? Зошто е различно од координацијата, например? Една од работите беше, да не го враќам слайдот, дека визуелниот апарат е оној кој што ја одвојува, затоа што тога се вклучува и во координација визуелниот апарат, но едноставно на некој друг начин овде се вклучува и ја издвојува моторичката способност, прецизност како посебна. Во ред, јасно. Благодарам. Деликатни се овие моменти, например, се бара латентен простор во кошарката, па кои моторички способности ги имаат кошаркарите како спортисти или оформен не физикус, туку кажам кошаркар. Кој моторички простор постои кај ракометарот, кој постои кај каратистот. И не може да се реши оваа дилема дека се одвоени простори, затоа што различни простори, многу, има специфики, но човекот е еден, се поседува отприлика. Но какви тестови ќе дадете, така ќе се манифестираат овие латентни димензии. И сега, ако не дадете некоја латентна димензија, нема да се манифестира. Во дискусијата може да кажете, каратистите немаат издржливост. Како немаат? Не може да се качи на водно или не може да истрчат 10 км, може. И многу е деликатно кога се задаваат, кога се прават истражувања, да се има во предвид што сакаш да земеш. Тоа е, например, исто како е возило, одите на постојано менувате масло и велите, има ли возило во кочници? Не, нема. Само масло менуваме ние ке возилото. Не е точно, има и кочници. Истиот е тука кога се решаваат преку истражување ваквите проблеми, треба вистински да се размислат и да се постават за да може да имате точни насоки. Да не филозофирам многу, малку може би абстрактна оваа тема, кога зборуваме за латентен простор, постои или не постои, но вас сега за сега ви е битно само да знаете дека овие моторички способности се издвоени како посебни од маса истражувања, вели да, постои прецизност, постои издржливост, постои координација, па некои автори ги велат дека постои само сила, издржливост и агилност, затоа што тоа го фатиле во тие истражувања. Но во подлабоки истражувања се појавуваат овие моменти. Ви ги објаснувам факторите од Курелич кои се и како се групираат сите тестови, сите податоци од сите тестови, па издвоени се 4 фактори, па тие 4 се издвоени в 2 фактори, па тоа е регулација тамо на
ексцитација или колку временски, регулација на интензитет на ексцитација и се враќаме до суштината дека можеме да си играме со обем, интензитет, а при тоа да покажуваме сила, прецизност, издржливост, но во спецификата кога одиме, тогаш телото, човекот всушност е способен да покаже субкомпоненти некои како што се рамнотежа, конкретно сега прецизност, сила и така натаму. Инаку цело е кога има се, човекот е еден. Добро, рамнотежата исто се одвојува како моторичка способност, што представува, значи може да видите, се одржи некоја стабилна положба на тело. Прашање, додека стоите, дали одржувате рамнотежа? Да. И сега ќе кажем, па добро, не одржувам, затоа што сме заборавиле или не знаеме кога сме биле мали, дека нас не било проблем да се исправиме. И проблемот на исправање всушност е проблем да решам рамнотежната бариера, значи да воспоставам рамнотежа во телото, да ги согласам силите, земјината тежа со силите во телото и да се крене човекот, но не е завршена работата кога ќе се исправи. Зошто? Затоа што ќе видите во однос на тежиштата, затоа што и кога ќе се исправи, тогаш треба да се треба да се решат, да се задржи таа таа положба да се задржи, значи да еквилибрираат силите за да може да биде исправен човекот. Да се препознава, значи, способност за одржување или способност за нарушување и воспоставување на стабилна состојба. Какви се овие состојби ќе видиме. Многу накратко влегува исто и рамнотежата во координацијските способности на некој начин, затоа што повторно решавате проблем. Стоиме на две стопала, нели? Доволно е се подигнеме на прсти, веќе ќе се наруши рамнотежата. Зошто? Затоа што полигонот на потпирање ќе се намали. Доколку застанеме на едно стопало, веќе многу повеќе се намалува треба многу повеќе рамнотежа како моторичка способност за да се одржи таа стабилна положба, ако ни треба, нели, можеби не ни треба стабилна положба, кога одиме не ни треба. Одењето е всушност нарушување на рамнотежата и воспоставување на рамнотежа. Замислете, не мора покажувам како одиме, сите знаат нели како се изведува одењето, но за да тргнеш да одиш ти првин што правиш? Првин телото оди на напред и пробуваш преку изместување значи подигнување на едната нога да ја нарушам рамнотежната положба, но кога таа нога што е подигната се враќа на подот, тогаш ја воспоставувам рамнотежа. Што значи одењето е нарушување на рамнотежа и воспоставување на рамнотежа. Иако сме исправени. Значи, иако ние сме го решиле проблемот од детство дека можеме да се исправиме, да не одиме четвороношки туку на две ножда, но и со самото одење ние постојано имаме потреба од рамнотежа. А доколку го намалиме тој полигон на потпирање, тогаш нели на едно стопало, па плюс на прсти, тогаш ќе приметите дека телото пробува да воспостави рамнотежа повторно. И она кај Берштейн зборувавме за сензорна корекција, значи тоа е научено движење. Стоењето е научено, движење, став, можеби е нели терминолошки, но сепак додека стоиме на субкортикално ниво се решава проблемот на мускулни контракции кои што прават да има контракции помеѓу агонисти и антагонисти на целото тело, значи од подколено, надколено, грб и така натаму, за да има правилни контракции да ја одржат рамнотежната положба. И тука постои рамнотежа со тоа што, нели, велиме кога е научено движењето, оно е на субкортикално ниво, но сепак постојат тие сензорни корекции кои што зборувавме кога беше во координацијата. Секогаш, кога зборуваме за рамнотежа, зборуваме за нешто што е не спротивно, туку ја користиме, се бориме со гравитацијата всушност.
Може, како што е кажано, да зависи од овие другиве сили, но сепак ние се бориме со гравитација, значи во простор каде што гравитацијата намалена, значи во безтежински простор, надвор од влијание на земјина тежа, например, таму рамнотежата не е услов. Немате потреба од рамнотежа. Не се воспоставува, не се нарушува, затоа што едноставно нема земјина, нема сила која што влијае на. И оваа гравитација некаде се среќава земјината тежа или гравитацијата се среќава како четврта димензија, која што врз нас нешто прави, значи како црните дупки кои што прилекуваат се, така и гравитацијата влијае на нас и ни едноставно животниот тек на човекот е врзан со гравитација од самото исправање и што се случува во позадина, когнитивен развој со преку движењата и слично, гравитацијата е голем фактор кој што влијае на човекот. И се ова е интересно кај рамнотежниве положби. Ајде прашање, сликава вели имаме кругови, каде е тежиштето на телото и каде е потпорната точка. Значи ние можеби го сваќате како нешто врз што се потпирате, но потпорната точка да не го одговорам прашањето. Уствари се гледа под сликата. Значи може да биде потпорната точка и кога се значи во висење. И има испитно прашање, на пример, која е стабилна положба, која е лабилна, која е индиферентна. Дали сега што мислите дали првава слика висење на кругови е стабилна, лабилна или индиферентна? Стабилна е кога ќе го одговорам прашањето ако продолжувам, ајде морам наставам. Значи стабилна рамнотежна положба е кога потпорната точка е над тежиштето на телото. И се можете од сликата да најдете отприлика каде. Лабилна рамнотежна положба е обратно, кога тежиштето на телото е над потпорната точка. И сега ние кога стоиме сме во стабилна или во лабилна рамнотежна положба. Како што кажате, мислам лабилна пресо? Точно, во лабилна. Значи ние во секој момент ако се изгуби пример визуелниот вестибулаторниот апарат, кој што нели таму внатре во средното уво имаме оние полукружни каналчиња кои што прават да може да одржиме рамнотежа, или 3D жироскопски некако функционираат. Ако тоа се наруши, тогаш од стоење човекот мора да легне, да дојде, да го спушти тежиштето на телото или да го доближи тежиштето на телото до потпорната точка. Затоа стоењето е лабилна рамнотежна положба. Стабилна во оваа варијанта би било висењето на кругови. Зошто? Затоа што колку и да се занишате, еве еден пример, на круговите, тогаш гравитацијата ќе проба да ја изедначи, да ги изедначи силите, или да проба да ве стабилизира во една точка, клапно. Или оние топчиња кои што се нишат, истиот пример, они ќе сакаат секогаш да се стабилизираат. Има некоја привлечна сила, ете. Но поентата е дека кога тежиштето на телото е над потпорната точка, тогаш сме во лабилна, тогаш секогаш на некој начин заради гравитацијата сака да се доближат овие две точки. Во висење, во конкретно на карики, на кругови, не може да се доближат, но се стабилизира целиот систем кој што е изваден можеби од рамнотежа ако се занишат. А што значи индиферентна? Индиферентна значи еве го коватле на вратилот, нели? Каде што блиску се тежиштето на телото и потпорната точка. И сега, што е постабилен? Двоспратен автобус или Формула 1? Нормално, постабилна е формулата како возило, затоа што тежиштето на телото, на формулата, на тој објект, е блиско до потпорната точка. Плюс на тоа, ако надодадеме полигон на потпирање, тогаш
нели уште по ево полигонот на подпирање, доколку стоите на едно стопало, тогаш сте во црвена, кај црвениот круг, доколку направите стоење на две стопала и плюс, како што е, како беше каратист, имаме некој кој што се занимава со карате, кибадаши, јавачки став. Доколку извлечете малку и диагонално и се поставите во став, нека биде кошаркарски, било кој, тогаш што се случува? Полигонот на подпирање го зголемуваме, значи имаме поголема плоштина помеѓу двете нозе и на тој начин ја подобруваме равнотежната положба. Всушност, стануваме побалансирани во тие сили и со гравитацијата, и плюс од надворешна сила, ако проба да не наруши равнотежната положба, тогаш ние ќе бидеме уште постабилни, повеќе ќе учите по биомеханика, но треба да се знае ова заради изборот на вежбите, нели? И зошто се работа ставовите. Згора на тоа, ако се спушти тежиштето на телото, гледате каде е црвената точка каде што покажувам тежиштето на телото, доколку се спушти подолу, тогаш е уште постабилна равнотежната положба. И сега некогаш при задавање на некои вежби ќе приметите, не мора, тоа е инстинктивен момент, безусловен рефлекс, или може би научено, ќе го научи движењето во моментот од претходното искуство, не мора да им кажете спушти се долу за да бидеш постабилен, ќе проба да најде дечињата решение за да се спуштат долу, ќе приметите на тој начин кој може би има некоја координацијска способност подобро или конкретно равнотежна положба подобро. Значи, овие се параметрите со кои што се задава, можеби, вежба. Се намалува полигонот на подпирање, па, например, одат по линија, па тешко е да одите по линија, не пробавме во сала, па одат на ниска греда, може да замислите гимнастика, какви елементи изведуваат на греда. Значи, тука е намалена подпорната површина. Лизгање. Сите оние движења и фигури кои што се изведуваат во ајскейтинг, во лизгање, се изведуваат на колку? На неколку милиметри подлога. Така па на една нога прави двојно, тројно свртување и повторно се воспоставува равнотежата на само 4-5 милиметри површина на лизгалката. Значи, тука апсолутно е потребна равнотежна положба. Приметувате некои спортови побаруваат равнотежа и точно движењата или фигурите кои што се изведуваат се така тешки за да може, или одбрани, за да може да се процени како стојат со равнотежната положба. И сега згора на тоа, кога ќе го стимулира вестибулаторниот апарат со неколку завртувања околу која му даја вертикалната оска, тогаш уште повеќе е зголемен, уште повеќе има побарувачка на овој механизам за воспоставување на равнотежа. Ние порано полагавме приемен испит на факултет и во 2 генерации, ја бев, можам да кажем, сретлија, нашата генерација 97 година беше прва која што се постави полигон за полагање и таму имавме да се решат многу задачи во 1,5 минута. Да се даде гол, да се даде кош, да се качиш по морнарски скали, да се спуштиш, да се качиш по косопоставена скала за кречење, дека ја кажам, да се спуштиш, да доскокнеш на нек душек, да префрлиш топчиња, да поминеш меѓу поставени гуми, значи, као војничка вежба, претпоставувате, или обрачи се едно, но тогаш беше гума, да поминеш ниска греда, и, например, варијантата беше вака, да поминеш ниска греда, и веднаш после тоа да поминеш низ гуми. Да направиш 2 колута напред, и веднаш после тоа да направиш скок во далечина. Значи, на тој начин се проверуваше баш, конкретно прецизност, но некои координацијски способности, а конкретно прецизност. И на тој начин се проверуваше општата моторика на луѓето, затоа што, конкретно не сум тренирал, можеби, ракомет, а треба да изведам некој елемент од ракомет и сега треба да го спремам ракометот за да движењата во ракомет, за да можам да се запишам на факултет. Ќе се спремат и слично, но преку задавање на општа моторика задачи, а повторно може да се проверат какви се квалитетите на човекот, тога се поедноставуваат работите, а всушност се дава шанса на сите да бидат подеднакви. 2 години траеше тоа, после тоа имавме класично полагање на одредени дисциплини и на крајот нема полагање
за некоја година можеби со запишување ќе се делат дипломи. Се надевам нема да биде така. Добра, какви видови на... Како? Да се запишеме за некоја година. Па да, дали ќе биде за 2, 3 или 20 на 30, не, се шегувам, нема. Да не филозофирам, такви беа условите во државата и едноставно... Сега ме разочаравте, професоре. А баш гледав да се запишам за некоја година. Ако ги даваат така, се шал. Не, мислам шега беше моето што кажав, но такви беа условите што свативме, дека не е добро да се воспостави, едноставно да се воспостави повторно тој критериум на влез на факултет, затоа што сепак ние располагаме едно од оружјата ни се движењата. Пардон. За да биде некој добар наставник, би требало да има и движење, но имате и друг момент, например, дали ќе лимитирате луѓе кои што имаат вроден хендикеп, а имаат огромна желба за студирање. Еден од проблемите беше и тој. И сега ако зададете полигон, па не може, ние имаме еден колега кој што има вроден хендикеп и колегата е супер студент и знам дека ќе биде супер даскал. Нема потреба да имиња да споменувам. Тука се близко, мислам дека нема уште завршено, но не можете да ги лимитирате луѓето, не е окей, затоа што тој може и со вроден мана, движечка, да биде супер наставник и да направи генерации извонредни течења кои што ќе им го доближи движењето. Така да има многу работи во однос на тоа, но ситуацијата е таква каква што е сега. Ваква е ситуацијата каде што продано не можеше да се замисли дека онлайн ќе имаме настава, па имаме настава онлайн. И не заради друго, поголем дел од професорите ја држат наставата повторно онлайн, иако може да ја држат во амфитеатар, но вие сте генерацијски 120, амфитеатарот собира 60 нешто луѓе. Па има термини, нема термини, не ни одговара. Се прилагодуваме на условите. Тоа е. Слайдот кажува како видови на рамнотежа постојат. Значи, динамички се отворени, динамички се затворени очи, па се кажува некој, ако е со отворени очи, тогаш се вклучува некој внатрешен регулацијски круг. Значи, од внатре пробуваме да решиме да воспоставиме рамнотежа. Ако е со затворени очи, тогаш има надворешен регулацијски круг. Значи, пробуваме преку сетилата кои што допираат од надвор, значи конкретно да станувам едно стополо, затворам очи и ја каква информација може да добијам? Добивам информација, нели, дека се нарушува рамнотежата, тоа е повторно од внатре, но може да се, доколку некој пробува да ми ја наруши од надвор, тогаш јас ќе добијам, нели, ќе добијам информација од надвор преку сетила, кожа и слично. Постои статичка рамнотежа со затворени очи, статичка рамнотежа со отворени очи. Доволно е кога се зборува за рамнотежа дека е со отворени, со затворени очи и рамнотежа во динамички и во статички услови. Како се усовршуваат? Исто како и другите способности. Ако сакате да бидете добар во карлинг, тренирате карлинг. И суплементацијски тренинзи за карлинг. Знаете што е карлинг, така? Да, тоа што се бутка таму. Тоа што се бутка, што сите се изненадивме кога со 20 кила поголема тежина на себе, спортистите карлинг добиваат златни медали на Олимпијада. Но тоа е тоа. А другиве на инбоди машини пробуваат до 11% масноти да стасаат, за да може да бидат успешни. И ние имавме идеја да направиме, за да добиеме wild карта на Олимпијада, да направиме федерација за карлинг и ви ќе не примиме веднаш, најверојатно. И ќе отидевме на Олимпијада на 62 години. Некој од нас. Се усовршува, значи се задаваат вежби за рамнотежа преку вежби со нарушување на рамнотежата, тоа е основното, но се усовршуваат и анализаторите, значи внатрешни, баш вестибулаторен систем, проценка на се оно што може да дојде како
од внатре како информација, нели, визуелен апарат, сензитивни центри и така натаму. Ставен е вестибулаторниот апарат, точно за ова зборував, заборив дека постои слайдов. Многу зависи рамнотежата. Значи, ова е апаратчето кое што всушност ни прави ние да можеме да воспоставиме рамнотеж. Со појава на болест, например, или некој воспалување на натрешно дел од увото, каде што е воспоставено овој вестибулаторниот апарат, тогаш се нарушува рамнотежата и едноставно луѓето не може да воспостават рамнотежа. Затоа треба да се внимава и нели да не настане повреда. Нормално нема да настане, освен во некои спортови каде што се овие тепачки спортови. И дури може да се случи кога сме веќе кога од искуство, не лично, пријател немав информација, значи од преголеми напори знае да се некогаш појави една дефинирана болест која што всушност прави проблем со рамнотежна положба. Но ова не е наша тема, чисто ставен е вестибулаторниот апарат за да видите дека е многу битен кога зборуваме за рамнотежата и подобрување на рамнотежната положба. Подобрување или трансформација на рамнотежата како моторичка способност. Добро, јас имам во овој дел толку. И со ова поминати се сите планирани теми за антропомоторика. Само да завршам со снимање, да не ми зафати простор.